И добар ден, добри луѓе. Денес нема да зборуваме за теорија, туку само за реалноста. Светот во кој денес живееме не е повеќе истиот како пред 10 и 20 години. И прашањето е дали се адаптираме на тоа или остануваме наназад. Но пред да започнеме со презентацијата, кратко да се представам. Јас сум Ѓорги Танев, 33 години и повеќе од 5 години се занимавам со онлайн заработувачка. Па да започнеме. Што објаснуваме сега? Светот се менува брзо. Начинот на работа се менува и сведоци сме на нови правила на игра. Живееме во многу брз и динамичен свет. Секојдневно имаме стрес, премногу информации и на крај многу малку време за самите нас. Затоа што имаме премногу големи информации од социјалните мрежи и свесни сме дека можеме повеќе, а моментално се наоѓаме во еден круг и нон-стоп вртиме во исто место. Доаѓаме до инфлација. Што е инфлација? Инфлацијата. Сведоци сме дека парите ја губат вредноста. Цените нон-стоп растаат. Прехранбени производи или гориво, струја, вода, кирија, нон-стоп цените се покачуваат и растат. Трошоците исто ни се зголемуваат и растат, а платата, нажалост, тоа не го следи. Знаеме дека инфлацијата ни расте од година во година со многу поголем процент отколку процентот кој ни го покачува самата плата. И тоа е реалност, тоа е факт. И уште позастрашувачко на денешно време е дали сме прифатиле дека АИ вештачката интелигенција веќе е тука, а не дали ќе дојде или ќе присуствува во секојдневието. Таа зазема се поголем дел од нашето секојдневие. Добиваме автоматизација, помалку потреба од луѓе, што е жалосно на денешно време и реално, и нова технологија. Ништо веќе не е сигурно. Зошто? Затоа што, како што напоменав, работните места се губаат, луѓе губаат работно место, затоа што нивното место го зазема робот, и тоа е логично за секоја голема компанија или фирма, затоа што роботот не бара пауза, не бара одмор и што е најбитно, никогаш не бара покачување на својата плата. Нема гаранција на денешно време дека на било која работна позиција ти ќе останеш уште 10, 20, 30 години или до пензија. Затоа, како што реков, АИ вештачката интелигенција и роботите завзимаат се повеќе работни места. Имаме несигурна иднина. Зошто? Затоа што сме сведоци на војни. Светот се повеќе отвара конфликти, имаме како што е војна во Украина и Русија, Америка со Иран, и тоа ни дава јасен знак дека несигурноста е овде. Несигурна иднина имаме затоа што се поголеми конфликти, поголема инфлација, а платите остануваат исти или се покачуваат со минимални проценти. Ова мора да се разбере за ако сакате да одите напред или да не стоите во место и нон-стоп месец по месец да ви се зголемуваат трошоците, а вие да имате само еден приход. Што значи еден приход? Само една плата, зависиш од работа и имаш финансиска ранливост. Никогаш не дозволувајте на денешно време да ставите се во една корпа. Затоа што ако таа корпа падне и се скрши, вие губите се. Затоа, 21 век, дигитална ера, паметните луѓе праваат повеќе извори, дополнителен приход, онлайн можности, финансиска слобода. Што значи дополнителен приход? Тоа значи дека и покрај твојата работа или плата имаш уште 1-2 извори кои ти носат дополнителни средства, дополнителни пари. И ова е клучно за да се успее во денешно време. Затоа што во таков свет живееме, динамичен, стресен, инфлацијата е на многу голем процент инфлацијата има голем процент на растење, а платата нажалост останува иста. Сега, интернетот. Што значи? Интернетот ни отвара нови врати и тоа не е од денес, тоа е многу одамна. Интернетот ни овозможува да работиме од дома или да правиме заработка од било каде во светот.
и што е најбитно достапно за сите. Сите млади, па и стари, имаат телефон, имаат компјутер, имаат интернет. Не мора да значи дека сите имаат и компјутер, но имаат барем телефон. Искористете го паметно. Не губете време по социјалните мрежи да гледате само глупости по TikTok и Instagram и така натаму. Можете тоа време да го искористите многу по-паметно. Ако сакате да напредувате и да не сте во таа позиција која се наоѓате денес. Едно од решението што нудиме ние, GMA, е академија за Форекс едукација. Сега, што е Форекс? Овде накратко ќе објаснам што е Форекс. Форекс е глобален пазар или најголемата светска онлайн менувачница. И запомнете, на Форекс се тргува 8 трилиони долари на дневен обем. Ова е огромна сума на пари. Тој работи 24 часа, 5 дена во неделата. И како се заработува? Овде вршиме размена на валутни парови или тргуваме метал, како што е злато, сребро и така натаму. Што значи оваа слика? Ако еврото расте, имаме техничка анализа која се ориентираме по неа, тогаш купуваме евро, а наспроти продаваме долар, USD долар. Резултатите доаѓаат со дисциплина. На оваа слика ви покажувам само еден студент од многобројните кои ги има во GMA и ова јасно се гледа од 23 март до 26 март има заработено приближно 7000 евра. И дали ова е реално и вистинито? Да. Не ставав повеќе слики да не изгледа хаотично, но луѓето веќе кои ме знаат и се во академијата знаат што зборувам. Овде ќе објаснам најреалната слика за Форекс. Многу луѓе ни даваат по социјалните мрежи или дека со Форекс е брзо збогатување. Јас сум контра тоа. Форекс не е место за брзо збогатување. Форекс е место каде бара дисциплина, учење и трпение. Заборавете на клипови кои се по социјалните мрежи, кои ветуваат брзо збогатување, лажен лајфстайл, луксузни одмори, кеш пари и така натаму. Овде се учи чекор по чекор, со дисциплина и, што е најбитно, енергија, време и чекор по чекор. Не нудиме брзи пари. Но дали ова вреди? Вреди и како. На крај дава резултати. Значи, овој резултат на оваа слика или 7000 евра заработени за 3 дена е од наш студент кој е 3 месеци, но при тоа вложил енергија, време и дисциплина. Ова е за сериозни луѓе кои сакаат да го променат нивниот живот. Сега, зошто баш Форекс? Затоа што Форекс нуди флексибилност. Нема шеф на својата глава. Можеш да работиш кога сакаш, од каде сакаш и колку сакаш. Ако научиш како правилно функционира Форекс и при тоа има докажено профитабилна стратегија и имаш дисциплина да ја следиш таа стратегија од ден во ден, имаш огромен потенцијал за приход. И може да се работи дури од телефон. Подобро е од компјутер, но ако немаш, може да се работи од телефон. И за крај, не чекајте совршен момент, затоа што совршен момент никогаш нема да дојде. Почни со тоа што го имаш. Како што би рекле, големите работи се дешаваат со еден мал чекор. Направи го првиот чекор. Ова е еднината. Дали на нас ни се допаѓа или не, тоа не е битно. Дигиталната ера е се поблиско и најмногу во секојдневниот живот. Промената може да започне само тогаш кога ќе одлучиш дека ти е доста од овој секојдневен живот и сакаш да направиш нешто различно. Да направиш нешто што во иднина ќе ти биде многу подобро. Да имаш повеќе извори на приход. Оваа работа ти дава сигурност ако научиш пред се како функционира, имаш дисциплина, ти дава дополнителен приход за почеток, а потоа можеш да преминеш и само на оваа работа. Форекс е место или Форекс не е спринт, Форекс е маратон. За секој што сака да се занимава со ова слободно, контактирајте ме. Ви благодарам и имајте убав ден.